Вистинско време да ги поздравиме нашите први утрински гости со кои секако ќе разговара нашата Искра. Искра, добро утро. Добро утро, Сузе. Добро утро и до нашите гости. Ова утро имаме да презентираме една успешна бодибилдерска приказна, така нели? Многу успешна, повеќе од успешна, да. Секоја чест едва чекам да ги слушнам деталите. Честитки од мене, повелете. Да знаеш некој дека ќе разговараме со апсолутен шампион. Да, браво. Така, понатаму ќе продолжиме точната Честа титула. Честа е наша, таква, повелете. Добро утро, да. Добро утро за Георги Георгиевски, кој што го викаат Гоги. Да. Така. И тука ни председателот на Бодибилдинг федерацијата и на фитнес федерацијата Бобан Ѓоровски. Добро утро до двајцата. Добро утро. Во понеделникот се вративте, јас одма би започнала од таму, од Шпанија, каде што официјално Гоги стана, ќе ми помогнеш околу титулата, апсолутен јуниорски шампион на светскиот куп кој што се одржа во Шпанија. И ова можеме да си го одмолчиме, нека звони, нека трепка. Како се чувствуваш? Знам дека вака глупо прашање, ама дали ти се верува? Ето таму да почнеме. Ми се верува и конечно ми се исполни сонот. Од самиот почеток имав желба да пред се да застанам на светската бина, можеби не беше амбициите точно беа да ја освојам, ама првенствено беше само да застанам на бината. Сега како што течеа годините, како што течеа напредокот и сите припреми до сега, сфатив дека го имам тоа што е потребно и заедно... Дека сонот се претвара во цел и дека не е недостижно. Точно. Дали сега деновиват, кога се врати, кога се будиш, си велиш да не беше ова само сон, па се штипкаш, да се провериш дали навистина се случи тоа? Искрено, поради тоа што следат се уште надпревари, најчесто секој бодибилдинг надпреварувач сезоната е започува со надпреварот, да речеме, кој што ја тестира својата форма, за да достигне пикот на својата форма, да речеме, на главното надпреварување. Јас оваа сезона започнав со најважното такмичење, така да сега следат се уште надпревари, каде што формата ќе биде се подобра и подобра и ќе ја представам Македонија и својот клуб на најдобар можен начин. Председателе, така ќе ве ословувам. Заедно бевте секако во Шпанија. Како вие го доживеавте ова сега? Не знам што е полесно, дали да си на сцената, се да зависи од тебе, или да гледаш од страна, па тремата може би уште поголема така. Како го доживеавте целиот овој настап и целиот овој успех? Овака сега да ви кажам, значи мене ми е мило што традицијата продолжуваме. Зашто? Затоа што ние во бодибилдингот и фитнесот во Македонија слободно можам да кажам дека сме едни од најуспешните индивидуални спортови. Да, не секој ден разговараме со шампиони. Не, верувајте дека имаме и европски и светски шампиони. И мене ми е мило и ми представува голема чест што ние таа традиција си ја продолжуваме понатаму. На овој надпревар отидовме со многу мал тим. Значи бевме со 2 члена, Гоги е еден, а Катерина Попова е друг. Катерина заврши на второто место, Гоги заврши со златен медал. Гоги го знам многу долго, значи го знам уште како помалечко детенце. Многу добри пријатели сме со неговиот родител, со татко, меѓутоа уште поголеми пријатели сме со неговиот кум. И морам да кажам дека она што е потребно да го имаш за да успееш во било која работа, го има. Тоа е така една позитивна налудничавост, ставна да бидеш тврдоглав, дисциплиниран и упорен и ја докажа. Само малку скокнавме со редоследот. Минатата година беше балкански шампион, така да поред требаше биде европски. Отидовме на светски куп, меѓутоа тука се движиме во тој правец. Јас мислам да не се жалиме, така. Не се жалиме, се движиме во тој правец и ми представува голема чест што ете можам да бидам водач или прво лице на сите тие момци, поготово на вакви успеси. Јас би започнала од ова што го имаме овде, претпоставувам дека ова е златниот пехар што го освои таму, да. Што друго имаме донесено овде? Исто така имаме донесено или златната медалја која што следуваше и Ова е многу интересно, многу. Тоа Тоа е официјалниот медал, тоа е златниот медал за освоено прво место на било кој голем меѓународен надпревар. Дали првенствен надпревар, дали е европско првенство, дали е светско првенство, дали е европски, дали е светски куп. Значи официјален медал.
да се множат. Така? Да, нема да е последен, нели? Ова е бројчета? Да. Среќното бројче, да Да. речем. Среќен број, добро. Останатите се сертификати за учество и признание за освоената категорија. Ова, за да се стигне до овде, предпоставувам, не се случува преку ноќ, така? Веројатно години работа, но ајде самите подготовки конкретно за ова првенство. Како тече? Кога започна? Вака сега, многу спонтано и многу ненадено. Самиот профил на светскиот куп на социјалните мрежи објави дека ќе има наградни игра, каде што по случаен избор еден добитник ќе биде извлечен да оди во Мадрид и да има бесплатна котизација и бесплатен лет до таму. Решив сосема случајно да учествувам и на мојот роден ден на 19 мај бев извлечен. Интересна приказна, да речем, од тогаш официјално почна. Добро, ама ти си бил подготвен, не може токму така ти изличати да освои, да бидеш прв, нели? Точно, јас сум преку цела година, значи на режим некој да речеме и во некоја полунадпреварувачка форма, каде што да речеме ставивме еден официјален старт на мојот роден ден. Започнавме. Да, што се случуваше од 19-ти, од како прославивте, од како се израдувавте, после другиот ден од 20-ти, ајде да видиме. Прославивме заедно со најблиските, прославивме, одма после тоа. Значи, до сега можеби најлесни припреми каде што сум бил најопуштен, поради тоа што принцип сум паничар. Да? Да, во принцип сум доста голем паничар, овие припреми беа полни со самодоверба. И овој пат решив стравот да видам јас. Не јас да го барам стравот. Аха, но добро, паниката некогаш може да биде корисна, така? Ако си се искористи како што треба. Некогаш да, но овој пат знај да ја блокира, веројатно. Овој пат си докажав, овој пат дефинитивно си докажав дека што посмирен и колку повеќе веруваш во себе, ако ги правиш работите како што треба, ако си сигурен во својот тим, дека ќе бидат како што треба. Добро, велиш лесно, сепак мора да има некој по-тежок период, нешто од самите припреми што најмногу изускува, бара нешто, така? Види, во принцип, ние како надпреварувачи јадеме доста голема количина на храна. Јајца? Се. Да. Значи, да речеме, од здрави извори на аглени хидрати, висок внес на протеин, доволен внес на јадењето ти беше најтежок дел од целите подготовки? Ниска храна, да. Пошто во принцип сум гурман, сакам да јадам. И обилно сакам да јадам и ми правеше тоа проблем. Ама, како што кажав, лесни поради тоа што веќе неколку години поред се надпреварувам и се спремам и си ја држам таа некоја полунадпреварувачка форма. Се течеше како што треба, најдобро можно и се ќе тече од сега па натаму како што треба. Јас свака ќе ја замолам сега со оглед на тоа што нашиот гостин не е само председател на Бодибилдинг федерацијата, туку вие сте и судија, така? Професионален меѓународен судија. Професионален, предпоставам, не судевте во овој случај. Судевте и во овој случај, ама како оди там повеќе суди има? Да, тоа е во конкретниот случај имаше панел од 7 судии. Значи наставно ги судија 15 меѓународни судии. Така да Одлично. Тогаш јас од моите колеги ќе ја побарам снимката. Се надевам дека таа снимка, дека ова е самиот настап, така? Да. И ќе ве замолам да ми кажете што точно вие како судија гледате. Што е она што носи, да речеме, бодови, а она што... Конкретно во бодибилдингот и фитнесот има различни видови на категории, машки и женски, и секоја категорија си има прецизен правилник за судење. Она кое што во случајов кај Гоги преовладеа е спремноста. За разлика од конкурентот кој што се појави на сцена, кој што стварно беше голем и габаритен, Гоги беше далеку поспремен за тој надпревар. Значи, она што треба да го донесе на сцена, го донесе на сцена и тоа беше позитивната работа и одлука кај судиите да се одлучат кој ќе биде победник. Ова што го гледаме слободниот позинг, тоа е една од рундите. Значи, надпреварот има три рунди, сите три рунди се бодуваат. Исто и сценскиот настап е безпрекорен, навистина. Интересен, убав, во ритмна музика, значи мора да има целина. Мора да има целина, мора да има кореографија, мора да има замисла. Доколку има музика во позадина, ако може да ја слушаме, да видиме интересно, комплетно, изборот на музиката е баш интересен, ако го слушнете ќе биде поинтересно. Така да
навистина. Еве, гледачите имаат можност да слушаат, пријатно ме изненади и со форма, и со презентација, и со настап. Сега, нормално, никој пат не можеме да бидеме задоволни 100% затоа што може да се напредува. Гоги сепак млад, 21 година. Па не знам од светско што, меѓупланетарен да биде. Да, меѓутоа ова е категорија јуниори, значи имате сениорски категории кај што веќе доаѓаат посериозни надпреварувачи. Така да на убав пат е, на добар пат е, мора да е самокритичен. Значи не може да напредува ако не е самокритичен, затоа што но на во сцена моментов што тој може да го освои, ова е максимумот, претпоставувам, така? Сега ќе се одиме понатаму. Ова е чекор до максимумот. Зашто? Затоа што ова е светски куп. Значи максимумот е светско првенство. Да. Светското првенство оваа година се одржува во Саудиска Арабија. За да се стигне во Саудиска Арабија е малку потешко за да се добие наградна игра и да се стигне во Мадрид. Значи, тука ни треба навистина подршка. Добро, не е доволна одскачна даска, самиот победа на светско првенство, па по автоматизам да оди таму? По автоматизам ќе отиде таму доколку ние имаме сила и можност да го испратиме. Значи, повторно се враќаме на финансиите. Се враќаме на тоа што е основа во сите спортови. Значи, ние не сме профитабилни организации, ние зависиме од помош, од спонзори, донатори. Голема подршка имаме, значи, од довчера што Агенција за млади спорт, сега веќе Министерство за спорт, значи, имаме подршка, меѓутоа сепак не е доволна. Значи, ни треба поголема подршка, затоа што федерацијата е наистина активна. Ние во годината одржуваме и државни, и национални, и меѓународни првенства. Настапуваме, се трудиме да бидеме присутни на секој поголем настан, поготово на официјалните надпревари. Дали тоа балканско, медитеранско, европско, светско, значи се трудиме да бидеме присутни секаде. Тоа е единствен начин да бидеме дел од таа меѓународна заедница, единствен начин да бидеме фактор, единствен начин да не препознаат и да не почитуваат. Доколку нема, не можеме да бараме, например, ако се појавуваме еднаш на 2-3 години, не можеш да бараш симпатии, не можеш да бараш влијание. До сега, последните 20 години, буквално сме присутни секаде. А од 2018 организираме меѓународни надпревари во Македонија кои што се на календар на Светската федерација. Значи, надпревари кои што сепак има значење. Тоа е начинот да станеме дел од таа меѓународна заедница. И предпоставам дека треба што е возможно побрзо да пристигне таа подршка, така? Она кое што од нас не мачи долги години, кое што ние се обидуваме да го добиеме од страна на институциите во државата, е да бидеме дел од законот за правилникот за категоризирани спортови. Направенето е 2002, од тогаш се обидуваме да го измениме, затоа што ние не се наоѓаме како спорт во тој правилник. Не се сите спортови уфатени со таа категоризација. Така да ние се... Добро, тогаш како е третиран бодибилдингот кај нас, ако не сте таму? Па, ние сме спорт, значи, ние сме признати од страна и на Олимпискиот комитет, и на Министерството за спорт. Меѓутоа, сите оние успеси кои што нашите надпреварувачи ќе ги добијат, на некој начин не ги добиваат сите бенефиции кои што ги добиваат спортовите кои што се наоѓаат во правилникот или во таа категоризација. Не се вреднуваат, бодуваат исто така не, некако да затоа што има спортисти кои што добиваат и стипендија, има спортисти кои што добиваат и спортска пензија. Значи за вакви врвни резултати Гоги веќе може да се надева, би требало да се надева на стипендија. Да, на пензија рано е. Рано е, меѓутоа и на 22 години за сениорска категорија, ако стане светски шампион, он ги исполнува условите за кои ќе заврши со кариерата да зема спортска пензија. Годинава се започна со некакви си измени во тој правилник за категоризација, ние поднесовме наши барања. Остануваме се надеваме дека тоа конечно еднаш ќе заврши, дека сите спортови ќе бидат знесени. Ние не бараме, на пример, што би рекол народот преку леп погача. Значи ние не бараме да бидеме број еден. Меѓутоа да бидеме дел од сите. Таму каде што припаѓаме. Дел од сите да бидеме. Значи ние немаме потреба ние да имаме највисоките примања, највисоките не, да бидеме дел од сите. Барем да ни се помогне за да може да функционираме и да идеме, затоа што еве за Саудиска Арабија наистина треба да се купат и авионски карти, треба да се платат котизации, треба да се облечат тие деца да се однесат таму. Не е едноставно.
А желбата е голема. Како не па особено резултатите се големи Имаше како што во неделата забележуваме. имаше еден надпревар, значи тој е дел од светскиот куп, Се враќаме за Шпанија светскиот зборуваме. куп, да. Значи во неделата се одржуваше еден надпревар кој што беше исклучиво надпревар Рейви Ален во позинг, во третата рунда во позирање. Јас инсистирав Гоги да се пријави. Затоа што Кога сме веќе таму. Да, затоа што победникот беше награден со авионска карта за Саудиска Аравија. И тука Гоги донесе одлука, вика, сепак не е само авионската карта, значи ќе ми требаат пари за подготовки, ќе ми требаат пари за котизација, значи ќе дојдам у ситуација А и нема сам да оди, така? Тоа никако не може сам, како ќе отидат сам. Да. Меѓутоа Гоги вика, ќе дојдам у ситуација кај што еви да освојам награда, а не можам да си го исполнам сето. Да, сигурно и други зборови се употребени, јасно ми е, кој што да не се чувствува како три точки, Во буквално смисло, тоа што го кажа Боган е така. Имав желба да излезам, но кога ја видов реално сликата дека не е само тоа. авионската карта, Да. туку се потребни многу работи кои што искрено точно спремен сум и знам дека можам и таму да освојам и да бидам триумфален. Ама ете, нема можности поради тоа што ситуацијата е таква каква што е. Гоги би те запрашала уште малку, додека ние зборувавме, одеа повеќе фотографии од вашиот престој во Шпанија. Како беше атмосферата? Ме интересира какво е тоа ривалство меѓу бодибилдери, затоа што не сте вие многу нежни, па ако тоа ривалство ескалира, како се гледате едни со други? Види, јас сум еден малку поинтересен карактер, значи ние може да сме најдобри пријатели се до моментот кога сме на бина. Кога ќе сме на бина, целото е тоа професионално, додека не ме прогласат за победник, и после тоа е се пак се... Точно. Нели, како и секој спортист, ја почитам секоја одлука на судиите, но знам колку сум спремен на секој надпревар и помалку од 100% не вложувам во целото. Точно, има повеќе фактори, може и двајцата дадеме 100%, пак се работи за спорт кој што е многу важна генетиката, доколку некој е генетски понадарен од мене, нека му е со среќа и ја почитувам секоја одлука, но секој пат одам на победа и секој пат после тоа може да си се дружиме. Околу поддршката, претпоставам дека има луѓе кои што сакаш да ги споменеш во оваа прилика, како Оскар, кога се добива, нели се заблагодаруваме на сите, така што еве го Оскарот, кој се придонесе да бидеш ова што си. Кој се придонесе? Пред се придонесе луѓето кои што се најмногу околу мене. Мојата девојка, Мија, моите дома, поради тоа што многу е тешко да трпиш билдер во таа околина. Овие припреми не, но до сега, да. Исто така сакам да му се заблагодарам на мојот клуб, фитнес клуб Атлета, да им се заблагодарам на спонзорите кои што секогаш беа тука за мене, како No Limit Supplements и Asgard Nutrition и Gym Kit. И како за крај да му се заблагодарам на Бобан, кој што беше таму со нас, не не остави и никогаш не остава на цедило, и на мојот тренер Божидар Пецаковски, кој што многу ми помага и осеќам голема должност кон него, поради тоа што сум јас сега е голем модел јон. Одлично, убаво кажано, убаво срочено. За крај само да ве прашам за следните планови. Разбрав сега веќе многу набргу, на 11 октомври има случување и на 11 еве да ќе ни обясниш ти за што станува збор. Па вака, 11 е, да речеме, државното надпреварување, каде што тоа е квалификација за сите останати интернационални надпревари. Поради тоа што мојот интернационален настап беше прв оваа сезона, пред самите квалификации, имавме претходна проверка на форма со луѓе кои што се значени во овој спорт, како Бобан, како Милан Глигоревски, како сите останати членови на Бодибилдинг и Фитнес Федерацијата, кои што ми одобрија да се надпреварувам. И сега сум должен и имам исто така, освен што сум должен, имам и голема желба да се надпреварувам на државното надпреварување, поради тоа што не настапувам сега како Георги Георгиевски, туку настапувам како Георги Георгиевски, кој што е апсолутен светски јуниорски шампион. Да, мислам, тешко е да се стигне до таа титула, но веројатно уште потешко да се оправда, така? Да се оправда и да се одржи. Да.
континуитетот треба да се одржи. Во вас гледам дека не се сомневате во тоа, така што Па ќе мора. ќе биде, нели? Да. Ќе мора да работи, не може да се лежи да се спие. Сезоната почна. Сезоната почна ќе мене со судење, ја веќе у петок заминувам за Луксембург, кај што ќе судам на настан. Во Македонија покрај 11 кај што е државното првенство, на 12 имаме меѓународен надпревар, тоа е надпревар Диамантски куп Скопје, кој што традиционално се одржува од 2018 година, кај што очекуваме да дојдат надпреварувачи од 20 на држави од Европа. Надпреварот ќе се одржува во арената Борис Трајковски. Така да ќе биде интересно, имаме 2 дена викенд бодибилдинг и фитнес надпревари во Скопје. А за Мадрид морам да кажам дека местото кај што се одржуваше настанот, тоа е арена за борба со бикови. Значи тоа е буквално под отворено небо. Значи ние се Не наоѓаме дека под сакате отворено. да кажете нешто со тоа, но тоа е факт. Ете така, интересен е таму, моментот, да. значи арената, коридата е многу интересен момент. Така таму имаше сцена поставена под отворено небо, сонце, ветер, значи се беше интересно. Преубаво, поради тоа што мене искрено што ми остае најголем впечаток е поради тоа што имавме одма додека си под емоции, додека си под влијание, под еуфорија на целата победа, ти доаѓа човек кој што ти држи интервју, каде што сите емоции во тој момент излегуваат. Колку и да имаш, вие станувате до живот, да. Next level, да. Да. Исто така ќе ги поканам сите да дојдат на 10, посебно и на 11, поради тоа што нека бидат спремни за спектакл, нека бидат спремни за преубав бодибилдинг викенд. Одлично. Да, ви благодарам многу и на двајцата, уште еднаш честитки, не знам колку пати да честитам и се надеваме дека ќе се видиме пред да заминете за Саудиска Арабија. Јас сум уверена во тоа дека после овој Да се успех, надевам. дека стварно треба некој да е слеп да не ви излезе во пресред. Да. Сузе, Беше навистина инспиративно да ве слуша. Човек, уживајте во славата, во успехот и во се она што предстои, но се разбира и велат многу предпазливо по оние скалилата кога се качуваме на врвот, таму е најголем предизвик да останеме. лесен си за одстрел. Така, среќно во секој следен предизвик.